Проектот за брз автобуски превоз кој со години беше во застој, повторно е ставен во фокусот на градските власти во Скопје. Градоначалникот Орце Ѓорѓиевски потврди дека соработката со владата и Светска банка е клучна за придвижување на прелиминарната фаза. Овој систем се смета за столб на новата стратегија за урбана мобилност, која има за цел да го намали сообраќајниот метеж и да понуди одржливи алтернативи за движење низ главниот град во наредните години. Она што е важно за Скопје би го напоменал е проектот БРТ, кој што знаете како медиуми дека конечно го откочивме целиот процес, добивме поддршка од страна на владата и веќе се подготвуваме да започнеме со распишување на прелиминарната фаза која што генерално ќе влијае во мобилноста на градот Скопје. Под мобилност јас подразбирам брз проток на сообраќај од една страна, но од друга страна подразбирам и велосипедска инфраструктура која што ќе треба да ја изградиме во наредниве 3 до 4 години. Се купуваат 49 возила од различен тип, кои што треба да помогнат на градот Скопје и на останатите општини за подобрување на состојбата со хигиената, рече министерот за транспорт Александар Николовски. Потенцираше дека инвестирани се 25 милиони евра во локални патишта со поддршка од Светска банка. Две мултифункционални возила за урбано одржување и хигиена со соодветни механизми со вредност од 283.000 евра, 9 специјализирани камиони кои што се во вредност од 982.000 евра, 21 машина за чистење на улици во вредност од 1,3 милиони евра или вкупно, како што кажав, за 4,2 милиони евра се купуваат 49 возила со поддршка на Светска банка, што сериозно ќе помогне во подобрување на состојбата со хигиената. Проектот БРТ беше промовиран за време на Петре Шилегов, но тогаш најдена жестоки критики од ВМРО ДПМН. Проектот беше во целосен застој во време на Данела Арсовска за градоначалникот Ѓорѓиевски повторно да го врати во игра. Сегашниот јавен транспорт е концепт стар повеќе од 40 години и е правен за потребите на тогашно Скопје, за да ги задоволува потребите на Скопје до 1984 година. Од Костовски, преку Трајановски, Петре Шилегов, Парсовска и сега Ѓорѓиевски, скопскиот трамвај се уште е желба на тргни застани.